Предложивме амандман со едноставен текст во членот 6 став 1 по зборовите утврден или се додаваат зборовите недвосмислено. Овој амандман се предлага со цел спречување на одговорност заради така наречено само препознавање на тужителот во текстови или тврдења кои можат двојно да се толкуваат, за да биде појасно еве и на јавноста се вели во членот 6 ставот 1 дека за навреда одговара тој што со намера да омаловажи со изјава, однесување, објавување или на друг изрази за друг со утврден или очевиден идентитет, омаловажувачко или понижувачко мислење со кое се потврдува неговата чест и углед. Практично со овој амандман после зборовите утврден или, односно се додаваат недвосмислено, со што новиот текст ќе биде дека за навреда одговара тој што со намера да омаловажи со изјава, однесување, објавување или на друг начин ќе изрази за друг со утврден или недвосмислено очевиден идентитет. На тој начин ќе се овозможи кога станува збор за поднесување на тужба за навреда заради така наречен очевиден идентитет, односно кога не сте посочени со име или со презиме, да се избегне само препознавањето, затоа што ако постои двосмисленост во изјавата, потребно е истото да биде регулирано и во закон, односно, например, со една изјава со која што се навредува директорот, ако имаме двосмисленост, например, во општината имаме повеќе директори, а не е укажано за кој директор станува збор, не може да се остави само на субјектите на тужителите да изберат кој од нив ќе биде тужител, односно кој ќе се препознае во текстот. Или, например, ако има критика за министерот, владата брои многу министри, не можеме да оставиме дискреционо право кој од министрите ќе се пронајде. Значи, кога станува збор за очевиден идентитет, истиот со ова предлагаме да биде недвосмислен, затоа што навистина признаваме дека понекогаш за навреда можете да бидете посочени без да бидете посочени, нели, со име, со презиме, со тоа што ќе бидат наведени некои карактеристики од функцијата или ваши лични особености, со што и вие јавноста ќе може да препознае. Значи се зачува можноста да се одговара за навреда за очевиден идентитет, меѓутоа со тоа што го додаваме недвосмислено, го отстрануваме оној елемент на само препознавање, односно бараме од судот, барем во момент кога ќе ја прими тужбата, да утврди дека очевидниот идентитет е недвосмислен, еден краток и едноставен, со што ќе се избегне оваа можност за аномалија во законот. Ви благодарам. Ви благодарам и вам за образложување. Го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот, господин министр. Благодарам за дадениот збор. Поздравувам сите почитувани пратеници. Поздрав да председавачот. Ние имавме консултации, амандманот веќе ни беше испратен и практично можам да потврдам дека го прифаќаме амандманот и ја прифаќаме и аргументацијата. Ова е во функција или во насока да навистина нема место за толкување или за различна примена на законот. Ако се работи за недвосмислено и очигледно, тогаш практично нема ни промил простор за како што споменавте, дискрециона примена на правото. Така што се прифаќа амандманот. Ви благодарам, почитувам. Дали некој друг бара збор? Колегата Левко, повеле. Само на кратко, благодарам на министерот најпрви за присуството, благодарам за коректноста, за спремноста да разговараме. Впрочем, сметам дека токму вака треба да се разговара не само на оваа комисија, секогаш кога станува збор за донесување на закон и оно што го зборуваме, потребно е кога ги донесуваме законите, да имаме согласност и од сугестиите кои што доаѓаат од опозицијата, затоа што законите не се донесуваат во рок да траат само за еден мандат, не се донесуваат само да бидат во функција на една политичка елита, за да имаме континуитет. Го поздравувам ваквиот начин на работа и се заблагодарувам тоа што го прифативте амандманот. Впрочем, и тоа често го споменуваме, правно-творечкиот процес не завршува во министерствата, не завршува во владата, треба да продолжува овде во собрание и ова е еден показател дека вака треба да се работи и дека законите, иако не се пишуваат овде, предлагач во овој случај е владата, овде треба да продолжи тој
правно-создавачки, правно-творечки процес, за да создадеме континуитет и едни закони кои што ќе бидат прифатени од сите.